Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Тениските надпревари во минатото тамо во 50-тите, 60-тите години, па и 70-тите од минатиот век има некако посебен шмек. Особено центар за организирање на тие надпревари беа терените на тенискиот клуб Југ во градскиот парк, тука во саботите, неделите, кога се играше завршницата од некој турнир или од републичките првенства во која и да е конкуренција, се собираше доста народ, имаше гледачи, тенисерите беа познати и младите деца секогаш настојуваа да ги имитираат оние повозрастните. Еден од оние тенисери кој ја испиша и тениската историја во нашата држава е и Славчо Ночев, кој во сите категории до сениорска, значи за пионери 12 години, 14, 18, ги освојуваше титулите во нашата република, исто така постигнуваше добри резултати и на сојузна сцена, така да речам, на првенствата на порареша Југославија, во младинска конкуренција, тука беше меѓу петмината и секогаш беше на прагот или во таа младинска репрезентација на нашата порареша држава. Славчо Ночев е тенисер кој навистина долго време беше на сцена, сметајќи уште од неговата, може да се каже, 10-та година како надпреварувач и многумина од љубителите на тенисот го познаваа, доаѓа на неговите мечеви, па сега тој ќе не потсети како изгледаше тоа време и како навлезе во тенискиот живот. Да, тие времења беа многу вака со голема љубов се сеќам на тоа време и носталгија. Првите почетоци за да почнам да играм тенис беа од мојот браточет, кој играше тенис и ми кажа еден ден каде се игра, каде се надпреваруваат. Така тоа беше во раните мој 9-10 година и непрекинато што се вика, таа љубов ја врежа во мене и искрено да ви кажам, во текот на кариерата мислев дека без тенис нема да можам уопште да екзистирам, да живеам. И ако доаѓа моменти кога на кратко сум го прекинувал тој таа моја љубов, меѓутоа сум се враќал, што се вика и до ден денеска, рекреативно пак. Во најавата кажав, беше интересно таму на тениските терени на југ, пријатно, доаѓа многу љубители на белиот спорт, па какви беа твоите почетоци, кажи ни, кога заигра од тренерите кои беа, дали популарниот Чичко Уте тогаш беше инаку познат тенисер, Милутин Ѓуровски, некои други, Сашо Панов, Васе Апостолов. Имаше една генерација, Грицко го викавме, Михајлов, Данчо, Јанчулев, имаше доста играчи. Секако. Дека овие што ги спомнавте имиња, вклучително и уште еден постар од нив, тој е Дуле Самолов, чиј татко исто беа основоположници на некој начин на тениската игра, не само на организацијата, него они живеева на во тенискиот, во куќичката на тенискиот клуб Југ. Татко му замина, меѓутоа јас не го знаев него како игра, меѓутоа Дуле Самолов, Штериев, особено Штериев, мене ми беше, искрено да кажам, првиот идол тениски, бидејќи тогаш, кога започнав да играм јас, он веќе беше апсолутен шампион во јуниорска и сениорска конкуренција со своји 16 на години. И така беше едно 3 години поред, освојуваше тие две титули. Он ми беше првиот идол. Сега да не ти бил идол и за ракомет, беше одличен ракометар на работнички, играше во прва лига, ама ти не заигра, животот сум играл и други спортови, ама чисто рекреативно, и пинг-понг, и
и фудбал, и кошарка, и ракомет, дури и трчање, се сеќам кога бев прва година во гимназија Јосип Брз Тито и Кросеви. го знаете, не е Или на патеката. професорот Пепо ни држеше некои тестови за трчање и јас Партизан 7, атлетски клуб. Да, и на тие тест трчања на часовите по физкултура, ја некое време трчав многу брзо, он ме повтори, вика, дај да повториме дали ова е точно. Пак отрчав и вика, бе, ти треба да бидеш во атлетика да ќе те земам, знаеш. Ама не, викам, ја играм тенис и не би можел активно од двата спорта, викам. Јас сум се одлучил за тенис, му викам, и така се откажав од таа работа. Иначе трчањето секако е потребно и брзината во самата игра. Сегде без него не може. И така ви велам, за тренерите ме прашате. Тренери, професионални тренери, официјални, клубот никогаш и немаше, односно Чичко Уте, Милутин Ѓуровски, беше човекот кој ги примаше сите. Само да те прашам, за професионални тренери, значи заврши со завршување на ерата на Никола и Душко Самолов, таткото и синот. Так. Бидејќи тие и живееа таму и само тенис игра, дури тие, еве сега, вака ми се враќаат сеќавањата, сум пишувал на времето, беа испратени од Југосовка да го промовираат тенисот овде, особено модерниот тенис, зашто и пред Втората светска војна во Битола, во Тетово се играше тенис, меѓутоа овој современиот, тие беа основоположници. Така да, она што го спомна за Милутин Ѓуровски, точно е, тој сите нас, децата, не прифаќаше, играше со нас колку што му дозволуваше времето, зашто и он имаше некои паузи, прекини во својата кариера на присуство во ТК Југ. Велам, официјални не сме имале тренери, јас учев, што се вика, највеќе од гледање, ги гледав сите мечови на поголемите, по старите играчи. Дзидот ми беше еден најголем тренер, бидејќи секоја топка ми ја враќа, секако. Во дзид, играње во дзид. Во дзид, таму беа првите тренери. И настојував секој удар, како што го гледам од тие што јас ќе оценам дека најдобро играат, примерно форхен или бекен, и настојувам на дзидот да го играм тој удар, нали. Меѓутоа, еве, тоа е попатно, сите во тоа време игравме дзид, што се вика. Мислам, учевме доста и од него. Но, во својата... немаше место секогаш за сите на зидот. Во својата почетна кариера, да речем на пионер, па и јуниор до некаде, наши тренери беа времени тренери, познати тенисери кои служеа војска во Скопје. Ја ќе ги спомнам. Пашич, Баховец, Ризван Беговиќ, тие беа со кои трениравме. Они ги ангажираа преку тенискиот клуб. Додека служеа војска тука да ве тренира. Војниот клуб имавме некои воени, мислам, офицери кои беа заинтересирани за тенис, како генерал Мутак и други, кои формираа, нали, клуб военен, и они соработувавме со нашиот клуб и ни го оставаа на располагање да не тренира вака подобрите играчи нивниот војник кој дошол тука на одслужување на војниот рок. Иначе, исто така сакам да спомнам, во својата кариера тренирав малку кога беше гостин, тренер, известниот и многу славен Јосип Палада. Со Палада игравме едно така 5-6 луѓе кои ги не одбра и тие тренинзи не можам да ги заборавам. Палада беше еден од првите репрезентативци на да, и освојувачи финалиња во Девис Куп со Митич и ова, така да тие беа многу познати играчи во предвоена Југославија, она СФР предвоен. Но најтежок тренинг што сум имал тренинзи, тоа било со Ризван Беговиќ, тој беше и Девис Куп играч, но не од прва, втора табла, секојаш бил трета, четврта табла. Ама тука беше. Да. Он, што се вика, масло не извади на тренинзи и он практикуваше малци и да трчаме, што до тогаш послабо се практикуваше. Така да со него беше најголем, најјаките тренинзи сум ги имал и точно тој беше кога
не припремеше кога отидовме да играме со репрезентација на Софија, практички репрезентација на Бугарија со репрезентација на Македонија, претходеше трензите со него. Бе. Тоа е околу тренерите, да речеме. Да. А со овие наши играчи од тие постарите, со кои вака имаше најчесто средби на тениските терени, вие ќе почневте тренинг и потоа ќе се претвореше тој тренинг во жесток меч кој да победи. Точно така, мислам, јас имав прилика бидејќи, еве, нескромно, ќе кажам, вака ќе начуев од моето играње, овие поголемите викаат овој ќе биде нешто, вика има голем талент. И ако ќе го чуев тоа вака од страна, си викам, си давав кураж дека јас стварно треба да играм повеќе и ќе бидам добар тенисер. Така да секое играње со појаките тенисери ми представувало големо задоволство и не само задоволство, него корисно би било секој што игра со подобар играч, тој добива, нали, во својот развој. Да. И големо изненадување беше, например, кога ја како пионер, почетник, што се вика 13-14 годишен, играв со Михајлов во јуниорска конкуренција, еден меч, многу долг меч од 3 сата, игравме 3 сета, ја му земав сет и публика имаше неверојатно. Па во еден многу. По еден момент ја добив грчеви, па застанав, па дојда масираат нешто ми. Па го продолжив мечот. Да може да продолжиш. Меѓутоа јас го изгубив мечот, бидејќи он беше 4-5-6 години постарам од мене и не само тоа, тој беше веќе афирмиран некој јуниорски играч. Али тоа ми беше еден стимул за понатака. Други вака мечеви со тие тенисери, па еве овие моменти да ги споменеме и нив. Добро, прво би спомнал што ми даде дополнителен елан во мојата кариера, тоа беше државното првенство во Борово за пионери, кога го освои второто место. Попатно победив практички првак на Босна, на Словенија и други познати играчи. И во финалето изгубив од еден суботичанец, тоа е Тандар Тибор, кој потоа беше многу јак играч, меѓутоа неговата кариера заврши со тренерство во Германија. Како прв и втори играч требаше да одиме на Европско првенство. Нашиот клуб доби позив да ја отидам во Сплит на припреми, каде што се припрема до 16 години, 14 години за Европско првенство. Ја и Тандари требаше да бидеме и Минчек и Франуловиќ до 16 години. Меѓутоа, не знам од кои причини, до ден денеска, тоа ја сам бев, никој не се интересирал, не сум имал менаџер или родител кој се грижал за мене. Не знам зашто мене клубот не ме пушти да на припремите и на Европско првенство. И го испушти Европското. Да. И тоа мало разочарување. Тандари до кај стигна на тоа Европско првенство? Па не знам, не се сеќавам баш точно, меѓутоа он беше врвен играч, тој наредната година играше многу високо, дури меѓу 8 во јуниори, со Шпеар изгуби, тоа баш на еден турнир во Скопје, кога беше јуниорското државно првенство. Он направи добра кариера, але до јуниори, потоа отиде на печалба. Ние викавме во Германија. Ти рече од 10 години си на тениските терени, подсети не на првиот меч твој, дали се сеќаваш со кој беше, како изгледаше сето тоа, трема имаше, немаше, на што размислуваше во тие моменти? Искрено да кажам, не се сеќавам за тоа кој беше мојот прв противник или меч. За трема, што со истите и на тренинг игравте, па не знаеш. Трема у принцип практички не сум имал кај нас. Можеби почетна трема сум имал во тениски меч, кога ќе почнам да играм со некој во екс-Југославија, со некој од познатите играчи, и во почетните моменти може сум имал малце трема, например, еве, сум играл 2 пати со Желко Франуловиќ. И тоа сум направил многу добри мечови. Тремата не ми била присутна, искрено да кажам.
Кој ти беше вака најголем противник на тие први надпревари во Па, до Македонија? 12 и 14 години практички немав некои големи проблеми. До 14 години, кога бев ја на 12 години, кој играв у таа конкуренција, Со постарите. да, тоа беше Мите Апостолски. Тој беше првак. Со него сум играл потешко, нормално. Меѓутоа, другите врсници, па и малце поголеми од мене, не сум имал никаков проблем. Така да што се вика до 18 години, јас ги освојав многу лесно турнирите, мислам, сите турнири. Првата титула кога беше? Па првата титула во Тетово, првак до 12 години, во Тетово се играше републичко првенство. Значи во тоа време, поред Југ, тениски клуб Југ, екзистираше и тениски клуб Љуботен, со некоја традиција доста долга, исто, и они имаа во својот развој прекини на активностите, меѓутоа во тоа време, 59 година, се одржуваше републичко првенство во Тетово и претходната година првак беше баш тетовец Теофиловски играч. И таму се одигруваше тоа првенство и во финале го победив помал од мене по возраст Аце Дуковски. Тоа ми е првата титула со него и прво финале што го играв. Тоа која година беше? 59. 59-та? Да. Потоа како се Гања движи Штериев твојата кариера што се однесува до освојување на титулите на првенствата на Тоа Македонија? веќе кажав, секое првенство го освојував. Немаше првенство што не освоив до, што се вика, до 18 години. А во тие 60-ти години Значи, учествуваше на сениорските првенства како пионерче? Да. Не, и како јуниор погасно, зашто не можеше да се прескокнат две категории. Да. Значи, До како пионер 14 и играв до во 18, јуниорска, а од Та не ги јуниор скокаш, веќе да. и сениор. Веќе ја и како јуниор влегов во меѓу 4 на сениорско првенство. И во тоа разигрување меѓу 4 освоив трето место, бидејќи го победив Сашо Панов во тоа време, а Васа Апостолов беше прв, Михајлов втор, ја трети, Сашо четврти. Сашо четврти. Во тоа време веќе Гаврил Штериев напушти тениската кариера, условно, и он се префрли на ракомет, кај што беше исто врвен ракометар, како што знаеш. Да, играше, беше Од која- клучен играч на работнички Да. на времето Така. во прва лига. Така. Па, тоа велам, во тенисот се појавија две личности кои што беа врвни спортисти во два спорта, што е ретко, мислам, и од другаде може да се случи, а тоа беа Сашо Панов, кој беше врвен тенисер и врвен смучар, скијач. Да. А истото беше и со Гаврил Штериев, врвен тенисер и врвен ракометар, македонски, во македонски услови. Некои од мечевите со нив двајца, дали може покрај овој што го каже со Сашо Панов? Па и со Гаврил Некој- Штериев имав средби, али не во таа негова прва етапа. Он после ракометот се врати на тенис, сме играли некои мечеви, јас сум го добил и он ме добил, али повеќе сум го добил. А Сашо Панов сум имал вака интересни мечеви, сум го победувал и он мене ме победувал нормално. Но најинтересен ми бил, не интересен, него највпечатлив беше едно финале, ја не се сеќам дали беше републичко или некој турнир во Скопје. И финале треба да играме. Сашо Панов доаѓа, меѓутоа доаѓа од свадба. Морал да биде на таа свадба. И малце необично ми беше, почнавме да играме, гледам дека човекот не е спремен. Чисто- Свадбарски расположен, а? Да. И ја го добивам првиот сет глад, мислам, не е битно колку, без проблеми. И скоро да не ми се и играше во таква состојба. Меѓутоа, како што одминуваше времето, он полека се трезнеше, да речам, Да, условно. доаѓаше на свој, а? И на вистина, он почна да игра. Во вториот сет некако густо беше, го доби, и третиот ме доби финалето. Така да тоа беше еден тако беше карактеристичен Сашо, меч. Тоа Што беше да Сашо прави? Панов, најоригинален тенисер кој беше атракција не само кај нас. Тој беше атракција и во настапите во Југославија.
Најголема атракција беше, например, многу добро, као денес се сеќавам на меѓународен турнир на Југославија, кој се одржуваше во Сплит. Бевме учесници ја и него. Ја како млад, 16 годишен, бевме со Тандар и најмлади учесници на тоа меѓународно првенство и прв пат, после долги години, веќе афирмираните светски играчи Пилич и Јовановиќ играа на тој турнир. И Сашо Панов, тоа беше 63-та година, земјотресната, кога терените веќе беа разрушени во Скопје. Ние скоро не игравме само на военото игралиште. А Сашо Панов беше отиден во Сплит и таму тренираше со сплитските играчи. Тој така да оди, да се приклучи и да го прифатат. И пред да го споменам тоа играње на тој меѓународен турнир на Југославија, што се одржуваше во Сплит, тој ме повика да играме Југокуп во Марибор. Вика, викам, ние немаме женска екипа. Ништо, вика, бидејќи е земјотрес, нас не ни бараат женска екипа, доаѓе, ќе играме. Отидов и забележително игравме тој Југокуп, тоа е куп на република, од сите републики по репрезентации. И при тоа, во средбата со Хрватска, он го победува Франуловиќ. Тогаш е голема југословенска надеж и надеж на европскиот тенис. Кога дојдовме во Сплит, од Марибор отидовме во Сплит, а Франуловиќ и Франуловиќ жребот го дирижира најверојатно во прво коло да игра со Сашо Панов. Да му се реваншира. Да му се реваншира за мечот и тоа беше, како да ви кажам, полни трибини, го знаат Сашо во Сплит, вака го има голем респект кој него и интерес и љубители имаше свој, меѓутоа и Франуловиќ. Во еден драматичен меч Сашо Панов го победува уште еднаш. И го уништува турнирот, дека најголемата. Па не го уништи турнирот, затоа што сепак он беше јуниор, а таму беа сениори, имаше од Австралија, од Франција, од Италија. Ова го рекол во смисла на Франуловиќ, дека дојде ни... Не, он не изгуби надеж, уште повеќе се амбицира и он... И видовме до кај стигна. Стана светски играч. Меѓутоа, на редното коло, меѓу 16, Сашо Панов, од кога победи Франуловиќ, играше со Никола Пилич. И со него, навистина, еден атрактивен, вака убав меч. Се разбира, Пилич беше за класи подобар од него, меѓутоа Сашо имаше таква харизма. Он настапуваше со една црвена трака, што у тоа време никој не настапуваше. Потоа стана мода која власираше и денес Надал, значи од него гледал. Не од него, многу играчи после тоа носе. Него, сакам да кажам, во тоа време он не беше единствен кој одеше со таква трака. И така, правеше едни спектакуларни поени, беше интересен, меѓутоа, нормално. Тоа беше првенство наменето за Јовановиќ и Пилич, кој прв пат после долги години као светски играчи играа во Југославија. Дојда на нашите терени. Ми се чини Сашо да беше посериозен и да се посветеше на тенисот, ќе постигнеше многу повеќе. И тренинзите, ако беа онака професионални, кој што тренираше Франуловиќ и другите, тој често знаеше така, само од меч на меч и добро да одигра. Ние тие генерации, ја бев после нивната генерација, прикажувавме и постигнувавме врвни резултати и во југословенски рамки, во пионерска и па јуниорска, меѓутоа во сениорска конкуренција единствено Сашо беше некаде рангиран меѓу, високо. Само он, мислам. Другите не успеваат да стигнат. Од тие генерации. Потоа доаѓаат други генерации. Не, во тој период за тие играчи тогаш што други генерации со Николовски, со Батев, со имавме после кои се пробиваат таму и меѓу осумте. Китинов, Шевченко, тоа беа веќе други генерации, млади генерации. Иако патем, морам да ја кажам дека првата титула Шевченко ја освои играјќи против мене како најстар
финалист на Републичко првенство. Јас тоа бев на 36 години кога игра финалето со И Шевченко. помладиот победи. Едно од многите финалиња што ги играв, али не освоено Републичко првенство, иако бев на ранглиста и прв во годината, претходни години, и освојував многу турнири, и сениорски, јуниорски, и сите јуниорски, пионерски, меѓутоа сениорска републичка титула не освоив. Го спомнавме Шевченко, па кога разговарав со него, се подсетив и јас, имаше и преноси од тие мечеви. Пред распадот на поранешната држава, тој беше практично последниот шампион на Југославија. Точно, во Белгија. во Сала. Во Сала се играше, да. Он беше И шампионот. беше и така остана неговото име запишано како последен Така. шампион на поранешната држава. Ова го споменав да се знае дека Македонија имала квалитет, еве, преку тие први генерации, па после твојава генерација, па тие другите што доаѓаа со Тошко, потоа Шевченко и така, од секогаш имала играчи, по некој играш, не сега сите, што успевал да се пробие така во југословенскиот врв. Па да го Југославија потврдам. посветуваше големо внимание на тенисот. Можеби најмногу поради Пилич и Јовановиќ и резултатите што ги постигнуваа надвор. Иначе во овој контекст за постигнување на резултати од покасните генерации, морам да спомнам дека практички како јуниорски репрезентативци и освојувачи на многу титули во рамките на Југославија беа Николовски, беше Китинов, беше Шевченко, дури и Николовски Огнен беше во еден склоп на една репрезентација млада, односно Галија репрезентација до 21 година, тогаш постојава така Галија куп на ниво на Европа. Да, па еден Галија куп се одржи во Скопје. Во Скопје се одржа кај што настапуваше Источна Германија, Турција и Југославија. Да, и Тошо беше не заигра резервен играч, резерва, меѓутоа беше член на таа репрезентација. Али доказ за големиот талент на овие простори, екс-југословенски простори, е самиот факт што, еве, после распадот на Југославија, победници на Девис Куп стана Хрватска и стана Србија, што е огромен успех, имајќи предвид број на население на играчи према некои други поголеми тениски сили во светот. Америка да земе. Така да тоа зборува за стварно талентираните, мислам, спортисти, тенисери спред се во екс-југословенски простори. Балканов е вака надарен да направи изненадување и не само тоа, него подолго време да се одржува на ниво, еве го сега Димитров од соседството. Точно. Бугаринот победи во Лондон на оној завршен Они немале никогаш, турнир. што се вика меѓу 100 играчи, никогаш немале тенисер на тоа ниво. Имаше солидни, ама тие беа на балкански услови. Например, порано се одржуваа во моје време кога јас играв. Кажуваме за твоето време. Не, балкански шампионати. И секојаш Југославија, независно дали ќе игра Пилич или Јовановиќ или било кој, освојува прво место. Па романците им беа конкуренти, па после беа Бугарија, Грција и така натаму.